Твининг проектот за поддршка на Агенцијата за вработување за спроведување на активни мерки и услуги на пазарот на трудот. Ова беше проект кој што заврши и исходот беше од 19 учесници, над 17 се вработиле или работат како практиканти во IT компаниите. Надградување на вештините и техничките способности на евидентирани невработени лица од областа на информацијските технологии беше целта на проектот финансиран од Европската Унија Твининг проект поддршка на Агенцијата за вработување за спроведување на активни мерки и услуги на пазарот на трудот кој денеска заврши. Исходот е од 19 учесници во проектот, над 17 се вработиле или работат како практиканти во IT компаниите. Ова е еден проект, односно обука со информатичка обука до вработување, со што младите невработени лица со завршени студии од информатичката технологија се стекнаа со дополнителни вештини, односно се надградија со дополнителни програмски јазици кои што се барани на пазарот на труд во Пелагонискиот регион кај работодавачи од IT секторот. Регионов има потенцијал, а светот го бара тоа, сметаат познавачите на приликите. IT секторот не само во Пелагонискиот регион, туку низ цела Македонија има огромна потреба за нов кадар, за искусен кадар и за вработување. Така да, ние како фирма многу години тука сме имале шанси за да обучиме многу млади луѓе кои евентуално дали кај нас, дали во други фирми се вработија и си најдоја вработување. Проектот се реализира и во други центри на Агенцијата за вработување, но најголем успех има битолската. Јас сум убеден дека во регионот има потенцијал за лицата во IT секторот. Овој проект е дел од стратегијата на Европската Унија за поддршка на развојот на секторот за вработување во државата и главната идеја за нашиот проект беше самите региони да изнајдат кој сектор има најголем потенцијал за поттикнување на вработувањето во регионот и всушност самиот регион тука по сеопфатна анализа на пазарот на труд утврди дека тоа е IT секторот. Ние ја поддржавме нивната одлука и дефинитивно сме сигурни дека има потенцијал во IT секторот. Специфичната цел на проектот е намалување на невработеноста. Учесниците беа од Битола, Ресен, Крушево и Демир Хисар, кои денеска пред IT компаниите се представија со својата работа. Прилогот кој пред малку го погледнавме не задржува повторно на темата вработување, меѓутоа овој пат за мерката за самовработување. Со мене денеска е господја Лилјана Стојановска од Агенцијата за вработување, која што подетално ќе ни ги објасни начинот на апликација, мерката што предвидува, кој се може да стане апликант и другите работи поврзани со оваа мерка. Добре дојдовте и ви благодарам што одвоивте време ова утро да бидете со нас. Добре ве нашла и поздрав до гледачите на телевизија Мега. Пред малку најавив дека станува збор за мерката за самовработување, која што е во тек. Што предвидува таа? Кој се може да биде апликант? Значи, мерката самовработување трае веќе 10 години. Започна во 2007 година и досега се отворени околу 550 фирми и можам да кажам дека од почетокот на самата мерка до ден денес е развојна. Значи, секоја следна година има нови прогресивни идеи кои се имплементираат во програмата и со која апликантите добиваат многу поголема поддршка. Многу е битно да се каже дека покрај самовработувањето и фирмите што отварат по овај пат имаат можност да искористат и други дополнителни активни мерки, што во моментот се актуелни. Најчесто се случува, значи, бидејќи имаме многу голема соработка и ова е еден од најдобро водените проекти, освен завршувањето на постапката отварање на фирмата и користење на средствата, во следниот период самите управители на фирми да побарат дополнителна помош и обавезно ние ги упатуваме во соодветна комуникација за да можат да искористат дополнителни мерки.
Мерката дали запазува возраст на апликантот, завршено образование или можеби само бизнис планот кој што треба да го прикаже до оние кои што вршат нели скрининг на самата постапка? Што е неопходно? Неопходно е да бидат активни баратели во евиденција на невработени во Агенцијата за вработување еден ден пред објавување на огласот. Многу е битно да има апликантот зрела бизнис идеја. И овој проект трае малце подолго време, меѓутоа за таа сметка кандидатите добиваат многу добри информации, обуки, изработка на бизнис план. Значи, како што тече реализацијата на програмата, тие цело време се во комуникација со нас. Инаку, ова е проект што го реализира Агенцијата за вработување, меѓутоа, главен, да речам, носител се UNDP, тука се вклучуваат Агенцијата за предприемачи на Република Македонија, па потоа ги имаме Централен регистар за Најчиска комора и други институции, меѓутоа во главно сите овие три институции UNDP, АВРМ и АППРМ се главните промотори на цел овај проект. Да. Кој се може да аплицира? Ја споменавте и за Најчиската комора. Кои се најчесто бизнис планови доаѓаат до вас? Што е најчесто интерес, да речем, на оние апликанти? Може би се тоа сладкарските услуги или може би IT секторот? Што? Значи, искрено речено, нема нешто што не е отворено во изминатите години. Значи, почнувајќи од занаетчи, водоводжи, лимари, бравари, потоа од прехранбената индустрија, сладкарите, имаме многу успешни фирми и тука, од градежништвото, изработка со КНАУФ, монтирање на КНАУФ, градежни оперативни зафати и такви фирми сме имали отворени, потоа салони за разобувување, педикири, маникири, козметички салони, од медицинската дејност, отварање на приватни здравствени установи, општи здравствени установи, потоа стоматолошки ординации, како и физиотерапевти и протетичари. Значи, нема нешто што не е застапено од овие работи. Имаме дејности од IT технологијата и можам да кажам дека минатата година фирмата Brightbox со 15 лица вработени по разни основи и различни активни мерки беше прогласена за најуспешна фирма што е отворена преку овој проект. Низ овие 10 години ми се чини споменавте. 10 години, да, од 2007. Може ли една груба бројка на тоа колку се бизниси се отворени или може би еве за последниот оглас колку имаме пријавени? Значи, во изминатиот период се отворени околу 550 фирми. Значи, тука имаме по основ на самовработување, како самовработување, кој на времето беше формализација, тоа на оние што работат на црно и сакат да се озваничат, потоа прв пат што доаѓаат со бизнис идеја, проектот за самовработување за жртви на семејно насилство. Јас на почетокот на разговорот ви кажав дека оваа програма е развојна. Така да секоја следна година има дополнителни проекти кои се пилот проекти, меѓутоа се вградуваат во овај проект. Така во самата мерка. Можам да кажам дека пред 5 години отворивме 9 фирми од проектот самовработување на жртви со семејно насилство. Од нив се успешни 6. Така. Значи, негде од прилика спрема анализите на UNDP и на сите овие институции, фактори, да? Негде околу 65 до 70% е одржливоста на бизнисите од почетокот на проектот. Што е условот за одржување? Значи, само момент. Да, во оваа година самовработување, уствари од минатата година, започна самовработување на лица со посебни потреби. Тоа е нов момент, значи, во самата мерка. Да, од минатата година
Таа група што беше пријавена оваа година, веќе од овај месец тековниот, ќе започнат со обуки и со сите оние припреми што треба да се реализираат до самото вработување. Значи, овде се поврзани 5000 евра неповратни средства, грант, со можност за 2 дополнителни вработувања по 92.000. Така, споменавме дека потребна е активно барање, нели, на работа, да се води како невработено лице кое што активно бара работа. Потребен е тој добар бизнис план, да се помине процесот при обуките, сите тие комуникации кои што ги прават во врска со вас. Меѓутоа, кој е условот за оваа мерка или таа компанија која што преку мерката самовработување треба да обстои понатаму? Добива ли во наредните години бенефит од самата компанија или едноставно помошта се базира само при отварањето, само при регистрирањето во Централен регистар на компанијата? За почеток, подолго време трае тој процес, почнувајќи од самото пријавување па до отварањето на фирмата. Покасно ќе се навратам и процесот како се реализира и колку инвестиции се доделуваат со овај проект. Меѓутоа, понатаму по отварањето на фирмата има дополнителни активни мерки. Тука се можност да примат практиканти, обука за познат работодавец со субвенционирано вработување, финансиска поддршка на микро и мали фирми, исто го финансира UNDP, во смисла на секое ново отворено работно место се финансира. Тука ги вклучуваме и кредитирањата. Имаме веќе и корисници што од порано ги отвориле фирмите, па сега, да речам, за ново отворено работно место, финансиски добиваат поддршка со кредит со 1% камата. Значи, не остануваат на овие моменти што се со самото отварање на фирмата. Многу е битно бизнис идејата што реализира веќе конечно со користење на средствата, понатаму да ја развива. Бидејќи секоја солидна бизнис идеја, нормално дека приватниот сектор секогаш е во опасност на турбулентни промени на економската состојба кај нас, меѓутоа многу е битно во тие 24 часа да се размислува околу приватниот бизнис и да се пронајдат патишта за разрешување на проблемите. Точно сите овие процеси што се до отварањето на фирмата се конкретно да се помогне на луѓето да се соочат со сите работи со кои ќе се сретнуваат. Јас тука би се надоврзала со самиот процес на реализација на проектот, ќе се откријат точно и кои се моментите што најмногу се битни за отварањето на една фирма. Тука се поставува, предпоставувам и таргетот, ако нештото носи профит, кои си работите кои што можат да го минимализираат. Да. Значи, со самото пријавување, лицата добиваат комплетни информации. Значи, се дава овај приречник што е тука, да, и еден информативен лист кој ги кажува сите права и обврски и сите можности што треба да се искористат од проектот. Потоа се одговара на прашалник, буквално прирачникот е и подготовка да се навлезе во светот на предприемаштвото. Со одговарањето на прашалникот веќе се прави прва селекција. Во моментот досега имаме 110 апликанти. Во моментот. Значи, заинтересираноста може да се каже дека е голема. Да, голема е. Посебно тоа одат на обука. Обуката е 4-дневна и е во стилот на предприемаштвото. Размислување, самооценување за себе, позитивни, негативни работи, како особени на личноста, па одредени параметри што се многу битни за бизнисот и на крајот оваа бизнис идеја што се развива, кажува кај кандидатот дали овај бизнис кај него ќе го донеси во ситуација да има еден добар просперитет или треба да се замисли дали тој бизнис треба да го отвори. На крајот се прави бизнис план со советници што се, да речем, UNDP си има посебни постапки за одбирање на тие советници, се изработува бизнис планот, значи овој процес цело време е селективен.
Така. Значи само најуспешните на крајот одат понатаму. добиваат понатаму. Бизнис плановите повторно се разгледуваат и се прави дефинитивна селекција Така. за тој кој треба да отвори компанија. Во оваа процедура, значи, сите овие постапки, обуки, дополнителни информации, секој следен чекор е со комплетна информација и со информативни листови и со дополнителни состаноци на кои луѓето се припремат. Со мерката за самовработување, колку средства се одвојуваат за лицето да го почне тој бизнис, да ја отвори таа компанија? Значи, повторно ќе се навратам на почетокот, што Така, кажав. значи под активни мерки, меѓутоа, дали Да. има одредено почетна цена, да речеме, или почетен грант? Значи, овој грант носи три можности. Основниот грант е 3000 евра, 185.000. Доколку лицето во бизнис планот финансиски покажи и потреба дека во работењето му треба уште еден човек што треба да го вработи, во тој случај се доделуваат плюс 92.000. Така. Посебно од минатата година е внесена една посебен момент, а тоа е доколку бизнисот е иновативен. Тога се доделуваат на лицето 257.000. Меѓутоа, покрај тие 257.000, доколку е рангиран, дека има можност и дополнително да вработи, може да ги добие и тие средства. Значи, негде околу 346.000. Минатата година од Битола имавме. Тоа се неповратни средства? Неповратни се сите. Значи, грантот опфаќа три можности. Основниот плюс дополнително и можност 257.000 иновативни бизниси со дополнително вработување доколку и за тоа најави потреба. Што во случај ако фирмата се отвори, меѓутоа не успее да ја затвори календарската година? Во тој случај треба ли лицето кое што отворило компанијата ги зело тие средства да врати на државата? Значи, овдека има и обврски кај апликантите. Доколку ја отвори фирмата, мора 24 месеци да ни дозволи мониторинг од страна на Агенцијата за вработување, UNDP и Агенцијата за предприемачи, и тој мониторинг обавезно го правиме. Така. Доколку ја затвори фирмата, во првата година враќа 80% од средствата кои ги зел, како пари, бидејќи средствата не можат да се повлечат. Доколку ја затвори фирмата во втората година, во тој случај враќа 60% од износот на средствата. Исто така се следи и финансиската активност преку правата за јавни приходи и доколку после 5 месеци од отварање на фирмата не се покажи дека има финансиска активност на фирмата, во тој случај пуштаме опомена и од таа опомена гледаме дали во следните 3 месеци се врши корекција на заостанати долгови према одредени работи. Значи, битно е на плата да се врви и да се врват и придонесите. Сте имале ли такви случаи? Па, имаме. Имаме такви случаи. За наша среќа, мал е бројот, меѓутоа се работи за бизниси кои се одржливи и кои носат многу инвестиции. Значи, не се работи за немање пари од бизнисот, туку се работи за карактеристики на личноста, во смисла јас ќе ги земам парите, па сега ќе ја затворам фирма. Мислам, тоа се случува. Се извинувам. Понатаму би продолжила во овој аспект на возраста на самите апликанти. Дали се тоа млади битолчани или од регионов кој што го покрива Агенцијата за вработување или имаме и по возраст? Од секоја возраст може да аплицираат. Само при пријавувањето ние бараме можност во кои групи се луѓето, во кои групи спаѓат како апликанти. Дали се млади лица до 29 години, дали имаме дополнителни субвенции, сметам, ако сте до 29 години и можности. Тоа е и веќе внесување на проектот Македонија вработува изминатата година и корисниците на кредитните средства и корисниците од самовработување, доколку ги исполнуваа условите и од проектот Македонија вработува, истото и тоа го стававме во пакет заедно со самовработувањето.
можам да кажам дека многу добри прилики за развивање на бизнис. На бизнисот што се отвара преку проектот самовработување. Кога сме кај овој проект, пред малку ве прашав, нели, какви се бизнис планови имаме, дали имаме сладкарки, дали имаме козметичарки и слично. Кажете ми, дали интересот е и покрај тоа голем, бидејќи за некој смешен курс, би рекла, во одредени работнички универзитети, кај некого, луѓето добиваат некаков сертификат и сметаат дека можат да работат кај некого, меѓутоа при тоа немаат средства. Дали сето тоа се коси? Го намалува ли бројот на интерес кај вас кога доаѓа? Не го намалува. Заради тоа што многу зависи дали тој бизнис е тренд во моментот. Козметиката досега не ни се случило да затвориме фирма од таа област, од козметика, од Така, бе разбирам, тој козметичките домен. Исто што се физиотерапевти, протетичари. Тие се многу битни, и луѓето стануваат свесни дека треба и за себе нешто да направат. Така. Така да имат како клиенти ги имат понатаму што ги имат и нивните услуги. До кога трае пријавувањето за мерката? Пријавувањето е до крајот на неделата, значи започна на 11. Може да аплицираат сите и може да аплицираат во следниве денови. Сите што се пријавени како активни баратели пред 11.1.2016 година. Вториот оглас е во месец мај. Така. Дали вториот оглас, тој што е во мај, треба да подразбира некои нови услови или можеби осви Не, истите? под истите услови одат, така да оние што нема да добијат во првиот оглас, треба повторно да се обидат во вториот оглас. Уште еден мал дел би прашала во смисла на кредитирањето. Да. Колку луѓето се одлучуваат кога ќе го отворат бизнисот, нели тој е развоен преку оваа мерка, се одлучуваат да земат кредит за да го стабилизираат бизнисот или можеби да овозможат дополнителни вработувања. Се одлучуваат ли? Да. Тоа е кредитирање на фирми, на правни субјекти, меѓутоа ние имаме и кредитирање за отварање на фирми. Така? Значи и тука имаме различен износ на средства за млади лица до 29 години, кредитите се 7.000 евра, независно за која дејност. Така. Значи и имаме доста заинтересирани. Епа, И реализирани бизниси. Значи негде од прилика само вработување и кредитирање, тука се негде во отварањето на правни субјекти. Дополнително има уште еден проект со кредитирање, тоа се подразбира за лица над 29 години, меѓутоа и лицата од 29 години може да учествуваат тука. Тоа се средства во износ од 3.000 евра со 1% камата, враќање 3 години со вклучен грейс период од година дена и 5.000 евра за проширено производство. Инаку, најдобри се кредитите до 29 години, бидејќи се враќаат 7 години. така. Ни останува да ги повикаме сите биотолчани да го искористат периодот кој што останува, нели, за апликација. Да. Да дојдат кај вас, да си аплицираат и можеби утре други ден да станат една успешна компанија. Да, ги поканувам сите невработени активни баратели на работа да се јават во Центарот за вработување Битола, каде ќе добијат комплетна помош до отварањето на фирмата и после тоа, че ние сме спремни за соработка и исто така ги поканувам невработените лица што се со категорија на лица со посебни потреби, бидејќи веќе течи цела година тој проект, нема одреден временски период на огласот, да се јавуваат, бидејќи тоа е со посебна програма. Така. Значи, доколку се работи за лица што имат проблеми со слухот, со говорот, во тој случај UNDP им обезбедува мониторинг со кој ќе работат службени лица со кои можат тие да комуницираат. Значи, обучени точно за програмата. Така. За лица со проблеми Посебни со потреби, видот и со тие работи
Само треба да имат документ кој пишува можно е вработување по член 2 од Законот за инвалидни лица. Значи, ги поканувам, ние сме имале многу средби со сите здруженија на лица со посебни потреби, меѓутоа, мислам, му треба поголемо охрабрување на овие лица. Изминативе години јас сум имала прилика да отворам негде околу 10 фирми, што не биле во овај проект Така. со посебни потреби, успешно работат, ниту една фирма не е затворена. Значи, независно во кој дел паднале, сепак ја добиват нашата максимална помош. Госпоѓа Лилјана, ви благодарам за вашето гостување во утринската програма Деница на Мега телевизија. Повелете и повторно би дошла ако треба. Ви благодарам. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму. Предпоставувам дека сега е моментот за мала музичка пауза.